Денес ова не требаше да се случува според мене, затоа што не требаше да се случува според мене, затоа што ние сме во време на трансфер на власта. Имено, се уште не е устоличена новата власт која што е избрана. И не е во ред администрацијата да носи вакви одлуки во вакуум време помеѓу една и друга власт. Затоа, значи, не може администрацијата да биде појака од власта и од граѓаните кои што ја избрале. Процедурално не е во ред ова и не треба вакви работи да се прават и затоа дојдов да реагирам за да се сопре ова. Од друга страна, трајно решение на ова не е решение ние да се бориме дрво по дрво. Едно по едно дрво никогаш нема да може до крај да се избориме. Затоа иницииравме и секој момент треба да влезе во процедура собраниска закон за зеленило, со кој што строго ќе се забрани пренамена на градежна парцела, строго ќе се забрани пренамена на зеленило во градежна парцела. И мора да се направи посебна заштита на зеленилото. И врз база на тој закон за зеленило треба да се донесе зелен катастар. Знаете дека 3 години се бориме за овие работи и имаме начална поддршка од градоначалникот на градот. И во моментот сме во фаза на завршна изработка на законот. Значи, влегува тој следната недела во процедура и со тој закон очекувам поддршка од сите, затоа што трајно треба зеленилото да го заштитиме, не еднократно, не дрво по дрво, не можеме да постигнеме дрво по дрво секаде да се избориме, туку трајно, институционално мора да се заштити зеленилото и да се направи зелениот катастар како попис на зеленило кое не смее да се чепка, затоа што тоа е поврзано и со здравје и со естетика. Еве тоа е тоа. Има уште многу зеленило кое што треба да се Злочин се прави во оваа земја.